На општествено-економскиот развој кој се должи на искористувањето на природните минерални суровини, пред се на олово-цинковата руда во Кратовско-Злетовскиот крај, пробишти за релативно краток временски период од мала рударска колонија прерасна во населба, а денес во современо урбанизиран град и општинско административен центар на општината Пробишти. А сето ова што денес се подигнато и изградено на овој простор, каде се простира градот, започна пред околу 67 години. Англиската компанија Злетово Минес Лимитед, како најпогодно место за лоцирање на објектите за преработка на рудата ископана од Обревските рудници, го одбра токму стрмиот терен во близина на селото Пробишти, каде во непосредна близина на располагање го имаше речиси површинското наоѓалиште на јагленот лигнит, кој бил користен за производството на електрична енергија. На овој терен од 1937 до 1941 година се изградени неколкуте први индустријски стопански објекти: малата централа, флотација за добивање на оловен концентрат, неколку примитивни бараки и 3 стамбени згради во кои биле сместени работниците и управата на англиската компанија. Во овој период компанијата го гради автомобилскиот пат од Пробишти до железничката станица Крупиште, а во исто време и пумпната станица во Ратавица и цевководот во должина од 6 километри, со кој тогаш малата рударска колонија се снабдувала со вода. Оваа рударска колонија, победата над фашистичкиот окупатор 1945 година, ја дочека со 21 стамбена зграда и со околу 300 до 400 жители. Перспективата што ги нудеше рудникот Злетово за тогашната визионерска власт представувала доволен аргумент со тогашната административна поделба во 1952 година Пробишти да добие третман на Народен одбор со административна канцеларија, со што прерасна и во административен центар на општината Пробишти. Председател на Народниот одбор за општина Пробишти тогаш бил назначен господинот Војмир Јосифовски. Дојде од војска, веднага ме заебаа на работа во Кратов. У Кратов бев за 10 години. Правни функции, повереник, во тоа време не ги вика, управници, директори, една, повереници. 3 години ја бев помладен таму. Па после ме префрлија. У тоа време не се викаше извршни совет, поверенство Кратов. Од таму, кад се формира тоа поверенството, мене префрлија прво по изборите, веднага што изврши избори, извршни одбор у Кратов, у тој совет, предот за управник на болницата ме стави у Кратов. Бев неколку години таму, па после ме префрлија председател на контролна комисија при општината. Ние беме тогава под областа на Штип. Од неколку години там, што би до неколку време председател на контролна комисија, по потреба ме префрлија во околиски одбор за секретар на околи. А во 52 година се расформира Кратовска околија
predobom pod Štip, popravo pod Kočani. Po podelba na селата, на градовето, како се таа распределува, Кратово, како такво, остана се град, општина. Овде у Пробиштип имаше сосем, населбата беше мала, едино стара населба и имаше неколку фамилии доле купателото, каде е лабораторија. Иначе нам беше се ниви или вади и то. И кога се расформира Кратовско околие, по одлука на Извршни совет на Македонија, кои околи се, јас сам ишол од Кратово преко Печеници за Štip у областена конференција, како секретар. Кога дојде овде, ме изабраа за председник. Штом се расформира Кратовско околие, мен ме префрли овде у Пробиштип. Ја ми биде 2 мандата овде у Пробиштип за председател. Председател, седиштето на председателството ни беше каде жито клас у таа зграда. Немаше ништо. Поделимо инвентар од околијата едно друго и од секој села што ни имаше на територијата од општината, тие одборници забраме на 17 души. Колку Народниот одбор во Пробиштип имаше отворено местни канцеларии во селските населени места во тогаш ново формираната општина Пробиштип? Овие од трите местни канцеларии што беа на терен, имаше председател на таа местна канцеларија и благајник таму некој. Во кои села беа отворени тие местни канцеларии? Доброво, Плешенци и Пробиштип. Тие трите места. Колку членови броеше Народниот одбор и колку вработени имаше во тие први години ново формираната општина Пробиштип? Со формирањето на Народниот одбор на Пробиштип 52 година, мај месец, на 2 мај, имамо еден матичар кој вршеше дужност и војната евиденција. У тоа време ние вршаме регуцација и од активни официри доаѓа од Скопје. И ја како председател у комисијата и тука вршаме и матичарот. Али беше јако способен дечко, од Кратово го доведо, а од Горен Стубов беше Стојан. Господин Јосифовски, еве да се навратим уште еднаш на тие први денови од формирањето на општината Пробиштип. Како вие ги доживевте тие први денови? Постоеше ли некоја свеченост, некоја свечена атмосфера? И еве да ни кажете нешто повеќе за текот на свечената седница. Постоеше свечена седница од граѓаните што ги имааме тука, нарочито повидни луѓе од Рудлик особито. Имаше таква свечена седница. Но след тоа, после со нашто формирање, вече ние донесеме своји заклучи самото собрание на Народниот одбор. Беше ни надлежност да ние оформираме занечисто, дуќани. И тоа формираме ги канцелариите ни беше општината ни го дадоа таа просторија. Ни биро, ништо немаше жито клас. Само ја треше на канцеларија, ние другите по двојци у канцеларија. Донесоме одлука да се да се оформи дуќани за начисто. Пазарот да не се сторена. Овде немаше ништо. Каде дојдоме од Кратово. Каде постоиме од Štipина само кондурџија, не знам, од Кратово беше шивач и
dođe isto така berberi od tamo, postari ljudi. Така да формирamo тука општината и за нечистото. За нечистото постоима до сега каде са у ова црногорската зграда што е доле, јаче што го држи. Тука не беше кod Дулџија, пазаро, у пазариште донесам одлука пазаро да се отвори у среда. Седеше на овај пазариште просторија, стариот пазариштето сега што е, тука формирamo и за нечистото тука да видим. Дали народниот или местниот одбор тогаш на општината Пропештип имаше своји канцелари и своја сала за состаноци? Па, бемо малку, една канцеларија срушимо еден зид, од две канцеларии направимо сала. И така го државamo седниците. Ние претежно, ја као преседник, право да ти кажем, рекол сам на курирот да не видам човек ходи да чека. Што треба да завршимо и да си гледаме работа. Таква не беше дисциплина. Ја као преседник на собранието, не да се фалем, секоја година, на крајот на годината ја морам да идем у селото до 12 сата со луѓето со кожуци у тоа време дојдат цигарињата, палат. Договоримо се, тоа ќе правимо, школи немаше, мораше да тражимо кадар ние, Руднику исто така овде немаше, сето одлуки донесамо у тоа време. У Руднику немаше само страшни инженер беше од Коче. Оно е све спокојни стоица. Добре го држиш. Добро, еве оваа зграда за која зборуваме дека била првата собраниска зграда во Пропештип беше единствената зграда во тогашниот дел на Пропештип. После беа изградени и останатите згради. И стари интернат беше изграден. Општината беше изградена. Тој се беше зафатено со градивинци се. Имаше овој стари интернат доле се 18 фамилии во таа зграда има. Пошто немамо доволно кадар у тоа време, имаше еден техничар само кој беше во општината. Ово беше цели вади и оно што го гледаш. Патиште ние немамо на нашот терен. Седа доброволна база се работела. А после моите наследници успеа да ги асфалтират. Така да ниедно село немаше струја. Овде кад формирамо собранието. Ниедно село немаше струја. Едино Добрево селото. Беа принудени граѓаните да си постават бандери од обични дрвја, па на доброволна база. Оваа местна организација на селото траже преку општината да и одобремо струја, па ово, поно, и ние тога се правеа. И од друга страна, патиштата што се сега што ги имаме, не да се фале. Тогава се на доброволна база селаните го работат. Ама ради тоа што ние од општината беме на село, а не тука у канцелари. Ова Зевгарвал, онај се кола, се тоа, така да трасирамо патиштата. Аритон едино беше способен човек, тој помина се на Мишата татко. Он беше агроном, па и секретар беше на Руднику. Едино виден човек, тој беше и за пошумувањето на града што гледа, секој дрвце, се преко нега ишло тоа. Имаше една тунел овде, што е биле правник, во судијата у Кратово што е. Од таа зграда, од тука, па у Марчанска река вада се камењето. Еве мојата куќа е од тамо камење. Се што изградија луѓето и Руднико што гради, што доградува,
се преко тај тунел. Од тука се носеа камењата. И од Ридо згор, од кај Кала. Како сега, еве, кога и ден денеска сте жител на Пробиштип, гледате на она што е сторено во Пробиштип, што е изградено и како напредува овој град? Дали сте задоволени од она што е постигнато во изминатите 50 години? За овие 50 години руднико ние имаме многу работни луѓе овде. Не само руднико што го работеле, него ако земеш, например, и своји куќи си направи, улиците ги направија. Све што требаше, сами си ги направи. Ама одржувамо у тоа време масовни конференции, свикување, бирачите, луѓето доаѓа. Само да закажам збор на бирачи, еве ги укинат. Информациите од пописот од минатата 2002 година, денес во општината Пробиштип живеат 4028 домаќинства, односно 12.797 граѓани. Во изминатите 50 години во Пробиштип се изградени 5746 станови. Градоначалник на општината Пробиштип денес е господинот Стефан Стојанов. Господине Стојанов, еве колку вие како градоначалник, меѓутоа и како граѓанин на овој наш град, сте задоволени од сето она што е изградено во изминатите 50 години во Пробиштип? Па, општината Пробиштип веќе, како што реков, 50 години постои како општина. Населеното место сигурно многу подолг период. Во овие 50 години е многу изградено во Пробиштип. Изградено е бидејќи градот Пробиштип, односно роденденот на општината се софаќа со мојот роденден од Пеликаниди и јас сум тука во 50 години, така да имам растено цело време со и овој град. Знам доста како е било пред 20, пред 30, пред 10 години, да не речем пред 50 години, не се сеќавам точно како е било тоа, само кажувањето на повозрастните луѓе, али да повторам, е многу изградено. Изградено е бидејќи во тоа време е било само селото Пробиштип како една населба мала и селото Калниште. Измеѓу тие две села е била чистална ледина, да така речем, односно ниви кај што се обработува земјата, ливади, овоштаници и сите тие други работи што се околу селните села. Еве сега гледаме на овој простор, тие две села се поврзани со еден многу добар град, изграден, урбанизиран, среден, со сите инфраструктурни објекти, со целата административна поставена што е потребно за општината. Сето тоа е направено во овие 50 години и мислам дека не е малку, него е доста направено, фактички изграснат еден цел град. Во овој период од овие 50 години, да се повторам како пред малку што реков, сите сме растеле, односно растеме се уште со градот. Верувам дека овој град и понатаму ќе расте, нема да биде крај на овој град. Тоа го подкрепувам со причините што досегашната изграда во градот што беше преземени се сите активности, односно се работени сите оние објекти правени за да може нормално и на повисоко ниво да се живее во град.
Тоа би го напоменал со подкрепил, односно со констатација дека во нашиот град изградени се неколку основни училишта и тие основни училишта функционираат веќе со работа подолг период, негде од 60-тите години, почетокот на 60-тите години. Со зголемувањето на градот, односно со зголемувањето на населението во градот, нормална ствар изискуваат и други изградба на други училишта, поголем број, така да и тоа е направено. Сега имаме две основни училишта, има подрачни училишта во самиот град и покрај овие училишта со растењето на младите, нормална ствар дека е потребно да се градат и други работи. Тука се капацитети кои се градени за вработување на тие млади луѓе, млади кадри кои се школуваат, изгработени се Домот на културата, каде што својот каче си го наоѓаат младите со обуката од страната на културата, со нивното живење, со нивното културно воздигање. Покрај сите овие работи изградени се и многу угостителски објекти каде што младите си ја наоѓаат својата забава, односно во летниот период поготово и за време на викендите каде што имаат место кај да излезат, кај да се прошетат, кај да се дружат со своите врсници, да нивниот живот биде по-исполнет, подобар и по-атрактивен. Не би требало да го забравиме тука и спортот, односно во овој град во овој период беше еден од најспортските градови во Република Македонија, затоа има изградено повеќе спортски објекти, спортски стадион, фудбалски клуб кој функционира на веќе 50 години, преку 50 години во Републиката. Можеме слободно да се пофалиме дека сме едни од ретките градови од ова големина на градови каде што имаме 3 спортски сали. Многу поголеми градови нема толку спортски сали за зимско спортување и за спортување на самите ученици што се во школите. Тие се оние работи што до сега се изградени, што до сега се направени, што до сега функционираат, а сите овие објекти, сите овие институции кои се тука формирани во општината ја даваат можноста да и понатаму сите граѓани го користат тоа свое живење тука, да ги користат сите тие институции, сите тие објекти за нивна надградба, за нивно подобрување на животот и верувам дека сето тоа ќе помогне за понатамошниот развој на Пробиште, за понатамошната изградба на Пробиште, да имаме една добра основна, добра база каде што можеме да се надеваме и на подобри времиња за нашата општина. Општината Пробиште, како и до сегашниот период, така и за натаму, за наредниот период, има и како добри развојни перспективи и можности за развивање во повеќе области, односно повеќе гранки од било која производен процес, индустријски процес, односно земјоделие, туризам, угостителство и така натаму. На прво место би сакал да кажам, иако во сега се тешки времињата околу рударството, Пробиште се уште има и како добар потенцијал, односно за може да се развива натаму во рударство, како во рударството за металните, така и во рударството за неметалите. Пред се сакам да го спомнам тука рудникот за неметали Стрмош и рудниците Зетово, кои моментално се во стечај, али се надевам дека во скоро време ќе биде разрешен тој проблем околу приватизацијата и со отпочнување со активност со работа на рудникот, кој јас сум длабоко убеден дека и се уште има перспектива, односно можности и резерви да подолг период биде активен во работењето. После тоа би ја спомнал и индустријата, односно производството на акумулатори, каде и како има добра перспектива. Знаеме дека акумулатори се доста баран материјал на пазарот. Сега со сите наши активности од страна на општината, а поготово со активности од менаџерскиот тим во фабриката за акумулатори и од страна на државата околу изнаоѓање на пазари надвор од државата, и како може да се зголеми производството, односно да се подобри капацитетот и можностите, односно стандардите на граѓаните кои работат, на самите работници кои работат во тој капацитет. Посебен развој, односно посебна перспектива која и како добро се најавува за нашата општина, тоа е поврзано со хидросистемот Златовица околу зголемувањето, односно подобрувањето на земјоделските производи. Тука мислам на подобрувањето на производството околу стопанските субјекти, односно стопанските земјоделските комбинати во нашата општина,
кои ќе бидат опфатени со водоснабдувањето, односно со наводнувањето од хидросистемот Зетовица, така да тие сами земјоделски комбинати ќе бидат во можност да произведуваат високодоходовни производи, некако до сега што имавме само житарица и да така речем никаков друг производ кој све зависеше од волјата на да така се изразам на Свевишниот, дали ќе заврни, дали нема да заврни, за да добиеме некој производ. Еве сега со ова пријатна вест што ни дојде од Јапонија, со одобрувањето на кредитот за хидросистемот Зетовица и те како се отвараат перспективи и можности за развој на земјоделието во нашата општина. Посебно ова ќе го подкрепам од фактот што ние сме општина која слободно може да кажам една од најчистите еколошки општини, поготово во западниот дел од нашата општина, и во тој дел се и предвидени сите оние површини кои ќе бидат наводнувани од хидросистемот Зетовица, така да и те како можеме ние да се пробиваме натаму со развој на пазарите, како во нашата држава, така и надвор, со екологички чисти производи прехранбени од страна на земјоделието. Покрај земјоделието имаме огромен број на пасишта, голема површина, и имаме доста добра перспектива за производство на месо и млечни производи од добитокот кој ќе биде одгледуван, и тека како сега има можности и се одгледува голем број на добиток во нашата општина, али со наводнувањето, со производството на храна за тој добиток, верувам дека ќе се зголеми и бројот на самите стадови, така кажам, што ќе ги имаат самите граѓани околу градот Провиш, односно населените места во нашата општина. Друга гранка која може и тека која е перспективна во овој дел, ние ипак сме градче кое е релативно младо, немаме некоја голема традиција околу малото стопанство, сепак има одредени делови што се работат во малото стопанство. Малото стопанство е перспектива секаде, оние малите фирмички, така да верувам и кај нас има активности за тој дел, се работат веќе некои предпријатија со помал обим, односно помали предпријатија. Тука е перспективата и кај нас, за да може да се прошири тој производ, за повеќе асортимани, да има фабрики за производство на било прехранбени, било текстилни, било машински елементи некои. И те како имаме, пошто имаме и стручен кадар од таа страна, верувам дека тоа мало стопанство ќе заживее и ќе дојде до поголем подем. Тоа е една перспектива, реков, подкрепена со тоа што имаме кадар во самата општина. Не би требало тука да го забораваме и туризмот. Не би требало да го забораваме туризмот. Повторно ќе го поврзам со браната со хидросистемот Зетовица, кој што ќе гради перспективи за присуство на туристи, не само да заминат тука низ нашиот дел, него да дојдат и да престојуват тука, изградба на одредени објекти туристички покрај самата брана, манастирскиот комплекс што го имаме тука во нашата општина, близу до нашата општина, во општината Зетово, Лесовскиот манастир и одредените други манастири кои се помали по габарит, да така речем, али се со многу значајни фрески, со многу значајни слики внатре во себе, така да ќе биде тоа, ќе мора да се врши промоција на тие сите објекти, за да ги привлечеме граѓаните од нашата држава, па и од странство, да не само поминат тука или да дојдат, да скренат намерно да дојдат во нашата општина. Сите овие што ги наброја се те како перспективни гранки кои може да заживеат во нашата општина. Убеден сум, тоа го подкрепувам со тоа што имаме, да не се повторувам, стручен кадар од сите области. Верувам дека сите тие ќе изнајдат можности и начини за секој да се ангажира со својата стручност, со својата спремност да направат некои активности во тој дел, за да можеме да ја подобриме ситуацијата на нашата општина, што се однесува до стандардот и самото живење на граѓаните.